На 3 дена пред почетокот на пописот се зголемуваат тензиите, остануваат проблематични прашања, критичното време за попис во услови на пандемија, зошто во прашалникот стојат етичка и верска припадност, но и јазикот, опасни преседани кои историски имале ужасни последици. Дополнително, се разгореа дебати за попишувањето на лицата во странство, со што во целина оваа статистичка операција од самиот почеток има меѓупартиски обвинувања за политичката димензија, дека практично станува збор за политичка, а не статистичка операција. Опозицијата, која во повеќе наврати бараше одложување на процесот заради наведените проблеми, ги зголеми барањата со набавка на терминали за отпечаток на прст за да го оспори процесот. Токму затоа поднесе скоро 40 амандмани во собранието на сите овие забелешки и слабости кои го отежнаа пописот. Дополнително, опозицијата формираше граѓанска иницијатива за собирање на потписи за укинување на законот за попис. Забелешките беа конкретни. Меѓу другите, неодвојување на резидентното население, немање на дефиниции по однос на самиот закон. Ја немаше методологијата. Знаеме дека ова е специјален закон кој што еднош на 10 години се донесува и за да нема сомнежи, тоа беше добро све да биде ставено во ова законско решение. Дополнително една од поголемите забелешки, зошто резултатите кои што ќе излезат од самото законско решение да бидат со врзан потпис. Самото законско решение бара да овој резултат кој што ќе биде финален од пописот биде потпишан и од директорот на Заводот за статистика и од неговиот заменик директор. Ова ни дава за право да се сомневаме дека на некого, доколку не му се свиѓаат резултатите кои што ќе излезат како краен финален продукт од ова статистичка операција, би рекол, нема да ги го потпише и со тоа самото го компрометира пописот како една активност која што треба да даде податоци за целокупното движење во наредните години на Република Македонија. Владеачката СДСМ настапува прилично самоуверено си од овој период, гарантирајќи дека пописот веќе се одвива во диаспората, ќе биде мазна операција секако и успешна. Ја обвинуваат опозицијата дека силно го политизира пописот, а опозицијата возвраќа со истите обвинувања дека тоа го прави токму партијата на власт. За жал гледаме од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ на секој начин обид за обструкција, односно за бојкот на статистичката операција. Сметам дека непотребно е политизација на една статистичка операција која што е важна за државата, секако важна и за граѓаните. Од друга страна, можеме да видиме, сведоци сме и вие новинарите и пошироката јавност, како ВМРО-ДПМНЕ на седницата на која на дневен ред е практично нивниот закон за одложување на пописот, тие не се присутни. Навистина малку ми е апсурдно тоа, но секако тие ќе треба да дадат одговори пред јавноста за нивните постапки кои што ги прават, односно не ги прават во собранието. Зошто ова статистичка операција СДСМ и ДУИ ја направија политичка операција и која е желбата да и покрај катастрофалните бројки и резултати кои што ги имаме во државата, продолжи со оваа операција, која што не е наивна и која што се случува во еден лош критичен момент од развитокот на пандемијата, ќе треба одговор да добиете од власта. Пописот не треба да се политизира, укажува постојано и председателот на државата Стево Пендаровски, кој практично и апелира кон сите политички актери да ги тргнат прстите од политиката за да заземе место сериозноста на самата операција. Политизацијата на пописот е само дефокусирање од реалните проблеми со кои се соочуваат македонските граѓани, а тие се најмногу во социоекономската сфера, владењето на правото и како нивна последица иселувањето. Ако постои една работа која што на вистина треба да не исплаши сите нас, тоа е бројката на иселени граѓани, рече Пендаровски во собранието на средба со државниот врв и представници од општините. Најголема загриженост останува фактот што пописот ќе се одвива во тешки услови за време на третиот најсилен бран од пандемијата од 1 до 21 април.
Аналитичарот и поранешен директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски смета дека пописот е многу важен и мора да се одржи со почитување на мерките и препораките на Комисијата за заразни болести. Повеќето од граѓаните, поготово во повозрастните старосни граници, сметаат дека нема да примиме, па да не речеме и политички партии кои што најавуваат дека ќе дадат отпор, односно бойкот на попис и така натаму. Меѓутоа, значењето пак е прашање, иако е трет бран, кој што е јако присутен, е прашањето па што би било за месец, 2 или 3. Иднината не се знае, а потребите од податоци, потребите на овие од 19 изминати години, потребите од идните планирања, во било која сфера, без да ги не обринем, бидејќи катадневно тоа се повторува, што значи губење на доста финансиски средства, губење од меѓународните институции, губење од изградба на инфраструктура во самите локални единици и се што е потребно на ниво на држава, неминуно е, затоа велиме сите, спроведување на еден ваков попис, кој што секако е голем чекор. На терен ќе бидат 5000 попишувачи и околу 500 контролори, но во меѓувреме премиерот Заев ги смирува страстите и најавува вакцинирање на попишувачите, додека опозицијата со високи тонови бара одговорност од нивно евентуално заболување. Пописот ќе се спроведува на 7 јазици, со по еден попишувач, освен во средините каде што има повеќе етнички заедници. Граѓаните ќе треба да одговараат на околу 60 на прашања, кои потоа ќе одат во базата на Државниот завод за статистика и ќе се вкрстосуваат со другите бази, меѓу кои МВР, Катастер, Агенција за вработување, УЈП. Опозицијата бара одложување на пописот за наесен да стивне пандемијата. Власта не попушта и смета дека се исполнети овие услови, пописот да се одвива непречено во време на пандемија со почитување на протоколите. Многу поголеми поразвиени држави од Република Македонија ги откажаа пописите оваа година, имајќи во предвид состојбата со ковид пандемијата, која што гледаме дека навлегува во третиот брајм, кој што имајќи во предвид дека вирусот мутира, е многу пострашна од тоа што се случуваше минато. Во околината сите држави ги откажаа пописите. Очекував дека ќе има едно разумно решение и од нашата влада и ќе го стопира пописот. Сметам дека нема потреба за одложување, сметам дека ќе има од она што се најави од надлежните институции кои што ќе го спроведат пописот, пред се мислам на Државниот завод за статистика, дека во одредени ситуации може да се пролонгира практично време трајањето на пописот. За таа цел сметам дека конечно после 20 години ќе се реализира пописот како статистичка операција во државата. За Герасимовски пописот е важен за иднината на државата и во овие услови може непречено да се одвива. Голема е одговорност и индивидуалната одговорност на самите граѓани како тие ќе се однесуваат за време на самото попишување. Тоа значи следново. Во услови каде што постојат можности, времето веројатно ќе биде подобно за попишување, до тоа се држат не само самото растојање, него во услови во дворови, во куќи гледаме дека се организираат поедини градови преку местни заедници, преку куќни совети и така натаму. Клучното прашање кое ги крена дополнително тензиите се ставаше постојано на маса. Зошто во услови на пандемија не се одвива електронско попишување? Со што граѓаните би биле заштитени? Во своите домови би ги внесувале податоците. Но она што е проблем за Заводот за статистика е што практично во недостаток од попис 20 години не постои регистар со кој точно би се одредиле местата на живење на граѓаните, но и останатите податоци за да се знае каде точно да се достават покани за попишување. Пописот ќе се одржи во невообичаени услови во време на пандемија. Во државата во која скоро 2 децении немало попис, остануваат обструкциите, недоразбирањата и дилемите. Господин Симонски, најголем проблем околу пописот остана определувањето, попишувањето на верската и етничката
припадност. Вие знаете колку е тоа опасно, историски гледано, и потенцијално жариште практично за некои можни идни потенцијални конфликти. Вие бевте против таква одредба, но сепак таа помина. Опасно жариште не би рекол, значи тоа е Потенцијално во ред. и во иднина велам, познавајќи ја историјата. Во ред, тоа е, јас не би сакал да давам од тој дел изјави, бидејќи станува збор за политички изјави, јас сакам да се задржам на она што е професионалното и стручното. Да, од аспект на тоа дека имавме проблем, особено од 2011 година, за целосно влегување на политиката во пописот, и токму заради овие белези што ги спомнавте, и јазикот е тука дел од тие белези, предложивме на почетокот, уште во самиот почеток на подготовките, да овие два белега, етничката припадност и религиозната припадност, односно чувството за религиозна и етничка припадност, не бидат дел од пописот, меѓутоа јавноста реагираше жестоко против тоа и ние моравме да ја послушаме јавноста. Значи, тоа беше предлог, не беше тоа решение предходно. Јавноста беше за. Апсолутно. Значи, целокупната јавност... Што значи тоа целокупната јавност? Правевте анкета и мнозинството Значи, се определија, не правевте? Најмалку 15 дебати со различни целни групи. Најмалку 15 дебати и дополнително она што значи електронски медиуми, она што значи комуникација директно со заводот, јавување на секакви од поединци до здруженија, невладини организации. Сега се крена голема бура, и знаете и сами, и оние што сега ги спомнувате, особено јавноста, медиумите, невладините, се против попишување. И па, знаете што, видите се, кога го дадовме предлогот, бев не, како да речем, јас лично бев државен непријател број 1 станав одеднаш. Сега, кога доаѓа до израз повторно обидите, значи говорам сега за обиди, не говорам дека тоа ќе бидат успешни обиди, да се политизира пописот, сега сватија луѓето што беше целта и која беше идејата. Значи, јас и тогаш тврдев дека овие податоци не се битни. Воопшто, како дел од пописот и воопшто државата, бидејќи станува збор за еднокултурни белези кои што се важни за спроведување на одредени политики во тој правец. Разбирам, но политичкиот аспект го пренебрегнувате. Го заборавате, а јас воопшто не го важен. заборавам, значи не го заборавав, затоа и дадов предлог. За да избегнеме политизација на пописот максимално, бидејќи тоа е интересот на политиката. Политичкиот аспект кога говориме за верска и етничка припадност. Значи јас правам попис. Јас не правам политичка активност. Пописот е статистичка операција. Не можете да живеете во некакво стаклено ѕвоно и да гледате дека само пописот е во прашање. Тој може да има ваквите попишувања, одредувања може да имаат последици во иднината. И ве потсетив за историјата. Знаете како, повиците за Холокауст или во Руанда, геноцидот, знаете дека врз што се темелел всушност? Врз омраза на одредена категорија на луѓе, со религиозна, со верска, со етничка припадност. И од тој аспект гледано, опасно. Меѓутоа, од најелементарниот граѓански аспект, дека нам пописот треба да ни служи, односно податоците собрани со пописот, треба да ни служат пред и над се и единствено за градење на квалитетни развојни политики. Од овој аспект гледано, а не политички политики. Значи, тој дел... Да, не можете ги издвојувате. Но, сега, ние сме во служба на граѓаните. Ние не сме во служба на одредени политички субјекти, па да тераме такви статистички операции во таков дел. Значи, наше да обезбедиме на граѓаните можност да утре имаат поквалитетен живот. Да тие кои што треба да носат одлуки на било кое ниво и во било која сфера, значи не говориме само за институциите, говориме пред се и за бизнис секторот, за невладиниот сектор, па науката, образованието, здравството и така натак. Треба да имаат соодветен фонд на податоци за секој поединец. Се разбира, нема да добијат личниот податок, меѓутоа ќе добијат податоци на најниски територијални нивоа. Сами рековте дека е чувство. Религијата така, и
Да, етничката припадност. Да. Тоа чувство може да се промени, да се менува. И имаме такви ситуации во минатото многу често. Така, паѓаат во вода вашите толкувања дека така би се граделе политики. Ако не, Не, ако без тоа говорам јас, дека може да се градат и без тоа. и без тоа. Меѓутоа, и јавноста реагираше и бараше и заради тоа е дел од пописот. Ајде, Инаку, лично, кога би се прашал, јас и денеска... сте против. Ту не сум против. Тврдам дека е подобро да ги немаме тие податоци, а велам дека тие се корисни податоци, за да се гледат некои позитивни политики. Да. Не дискриминаторски, напротив, позитивни политики. Меѓутоа, ако ставиме на вага што е поголемо зло, тогаш е помало злото да ги немаме податоци. Меѓутоа, бидејќи целокупната јавност, значи говорам од почнувајќи политички субјекти. Да, Сите да, дојдат. да, кажавте. Без исклучок. Невладиниот сектор без исклучок. Без исклучок, значи комплетно. Зависи Граѓани. кој невладин сте го Значи, немаше- консултирале. Не говорам за медиуми, говорам околу за ова- невладин сектор. Да, ве разбрав. Околу ова проблем е што и отсутните членови на семејството, за отсутните членови, пак оние кои се присутни, кои ќе ги кажуваат податоците за отсутните членови, пак и тие ќе ги определат верската и Станува збор, етничката значи, за припадност. блиски лица. Меѓутоа, И тоа е прашање на чувство. Верете. И тука се влегува повторно во замка. не целосно, меѓутоа, нашата намера, интенција и нашата кампања е во таа насока, а и случувањата во тој правец, е да лицата кои се наоѓаат надвор ја искористат можноста самите да се попишат. Значи тоа само попишување. И на тој начин да си се само изјаснат за секој дел од прашалникот. Но таа бројка е мала, како што Не, гледаме. оно што ме радува е што таа бројка е навистина голема во овој момент. Веројатно, не знам дали сте го виделе. Видов Артан Груби дека се Не, пофали. значи оставете го Артан Груби, сега он си има други овако. Значи говориме за сајтот, нашиот, дали сте го виделе. Денешниот, во 8:30 часот денеска, изутрина, имавме вкупно 121.580 лица попишани. Што е една огромна бројка и што мене многу ме радува. Значи, Огромна бројка според само светска попишувањето трае до 21 април. според Светска банка пред неколку години имаше податок за 400.000. Да, ма дали вие очекувате дека секој кој што е надвор е заинтересиран да Не само очекувам. Заради тоа дали ќе биде тој валиден попис е прашањето. Значи, ние сакаме да собереме што е можно поголем Релевантен. податоци. Имаме други методи по кои што можеме да утврдиме дали некое лице е присутно или не е присутно во земјата. Има се разбира. Има и тоа ќе го Ќе ги употребиме. вкрстувате Така тие? е, така, затоа имаме тој го користиме така наречениот комбиниран метод. Меѓутоа, за тие лица многу белези нема да бидат одговорени. И од тој аспект се обидуваме што е можда повеќе податоци за нашите иселеници да собереме на ваков начин. И затоа ги мотивираме на секој може начин да се попишат, бидејќи е во интерес на сите, да добиеме што е можно поголем фонд на информации за тие лица. Инаку, не е никаков проблем, вие на крајот на пописот, кој ќе ги упарите податоците од попишувањето во земјата и она што значи податоците во регистрите, да утврдите кај некои лица и кои лица се надвор. Ама нема знаете ни каде се, ни колку време се освртни, нити ќе ги знаете карактеристиките за тие лица, дали се вработени, се во тек на школување, школска подготовка и така натака. Добро, јас ви благодарам се. Нема нешто. Киријац, како се одвива пописот во Велика Британија во време на пандемија? Дали има критики и негодувања како во Македонија, се едно што таму всушност се попишува онлайн, односно електронски? Во Велика Британија од оваа година за прв пат пописот се спроведува на сосема различен начин од претходно, а тоа е со употреба на дигиталните алатки. Имено пописот се одржува токму на 21 март. Значи тоа е денот како определен за попис, на кој што граѓаните се поканети, односно се повикани директно со писма од властите да се попишат на дигитален начин. Многу едноставно се прави тоа, се прави со употреба на персонален компјутер, на лаптоп или обично, како што сите имаме, телефон, смартфон.
На својата поштенска адреса добивате како домаќинство свој код со кој што се попишуваат сите членови на домаќинството. По 21 март, доколку не сте ја завршиле обврската, пописните служители, односно попишувачите, ќе направат анализа, ќе видат кои домаќинства не ја завршиле својата обврска и во наредните 30 на дена ќе се обидат да стапат во контакт со вас, да ве потсетат дека имате граѓанска обврска и должност да ја завршите оваа работа. За оние кои што нема да се попишат, следува казна од 1000 фунти. А за оние кои што не го добиле кодот во своето поштанско сандаче, повторно, британците имаат лесно решение, го добивате својот код преку повторно мобилната апликација, испраќате SMS и добивате код. Го завршувате пописот за оваа година. Дали опозицијата критикува како во Македонија и дури бара и бојкот, да се спроведе бојкот, односно луѓето да не се попишуваат токму пандемијата? За да се избегнат проблемите околу попишувањето, кои што би биле предизвикани од пандемијата, односно директниот контакт помеѓу попишувачите и населението, оваа година Британија оди на целосно дигитален подпис. Пописот се спрема уште од минатата година. Уште од минатата година беше најавено од властите дека се оди на реализација на дигитална платформа, која што ќе го подобри самиот процес на попишување, но воедно и ќе им помогне на граѓаните да се чувствуваат безбедни при реализација на пописот. Оваа година нема никакви најави за бојкот, нема никакви проблеми, што не значи дека во Британија во минатото се нема случувано да се организираат бојкоти. Пред едно 30 на 40 години при споведувањето на еден друг попис исто во Велика Британија се случува бојкот. Повик на дел од населението да не се попишува бидејќи постои страв дека попишувањето ќе води кон воведување на нов вид на локална такса. Пописот се спроведува, пописот на крај се реализира и по објавената статистика, односно по проверката на податоците, Централната пописна комисија или Заводот за статистика на Британија доаѓа до сознание дека 1 милион жители на Британија не се попишани и ги коригираат бројките, така да има преседан во Британија да се прави активен бојкот, кој што подоцна на крај се реализира со корекција на бројките. Но прашањето е дали сите имаат пристап до интернет. Има некакви податоци во Македонија дека повеќе од 25% всушност немаат интернет. Се разбира, се работи за сиромашна земја. Каков е случајот со Британија и заради тоа ставам некаква поврзаност со пандемијата и бојкотот. Ако се спроведува електронски, не би имало никаков проблем. Па јасно, токму заради тоа и бидејќи постојат дискрепанции помеѓу Македонија и Британија, можеме да научиме кои алатки може да се користат, кој пристап е корисен, кој не е. Во Македонија, колку што знам, досега не е целосно објаснето зошто не може да се спроведе дигитален попис, односно зошто пописот за нас од диаспората е валиден, а пописот во Македонија не може да се спроведе на подеднакво валиден дигитален, односно онлайн начин. Точно е дека Македонија каска за Европската унија и за Велика Британија во дигиталната писменост и во пристапноста на интернетот. Но исто така точно е дека британците токму заради тоа и одат на принцип на секој мора да се попише на 21, а потоа вршат проверки и ќе му помогнат на населението кое што се нема попишано со потсетување или друг вид на помош. Значи, сепак функционира и во време на пандемија и доколку е тоа физичко попишување и тоа оди мазно, би рекла. Ќе видиме колку ќе биде мазно во наредните 30 на дена. Сепак датумот за попис беше во неделата, остануваат уште 30 дена за да се заврши операцијата. Реков претходно дека попишувачите ќе одат директно да ги посетат домовите на оние кои што не ја завршиле својата обврска на дигитален начин, односно не ја завршиле онлайн. Тоа значи дека секако ќе има одреден физички контакт на вратите на нивните домаќинства или во разговор со населението. Меѓутоа, основата, целата операција во самата основа е дигитална. Тоа е добро и за да се
дигитализираат податоците, односно да се има база на податоци која што ќе помогне на статистиката во иднината и на државата да се менаџира, но исто така во голема мерка ќе го заштити населението од последиците на пандемијата, односно проширувањето на вирусот. Јас ви благодарам, Кирија, за овој разговор. Благодарам и на вас за поканата.